Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Во оваа емисија, минути на почетокот одвојуваме за откупот на тутунот. Откупот на тутунот во Струмичко почна малку порано од законски предвидениот рок 15 декември. Веќе има незадоволство кај тутунарите со примената на новите мерила за оценување. Ова го велат од Сдруженијето на тутунопроизводители Јака. Во продолжение разговорот што го направивме со председателот на Сдруженијето Јака, Станчо Андонов. Започна откупот на тутунот и во Струмичкиот регион. Кога започна, дали навреме започна и кои се првите впечатоци од откупот од годинешната реколта? Откупот на тутун во Струмичко и во Селево, кој што го покриваме, отпочна пред 10 дена. Значи, порано од законскиот. Законскиот рок е на 15 декември. Меѓутоа оваа година, од други причини, нема вонреден откуп кој што беше вообичаено да се врши од 15 ноември. Причините за оваа работа повеќе се во турбулентните промени кои се случуваа во Министерството, брзата промена на министри и кадри кои што ги имаше таму, придонесе да не се завршат техничките подготовки кои се врзани точно со откупот на тутунот. Една од тие причини е и мерилата. По барање на така наречените нови сојузи и издруженија, владата поткликна и успеа да ги натера да извршат измени на солидните мерила и правила за откуп на тутун и исте ги пуштија ден пред законскиот рок за заверка на мустрите. Заверката на мустри треба да се извршат најкасно до 15 ноември. Направени мустри ги натераа фирмите да прават нови мустри со новите мерила кои што не се во состојба и не соодветствуваат со состојбата која што има во навиките на тутунопроизводителите и во голема мера придонесува да се надевам, ако не се случи нешто не треба да се случи, да се прави забуна во предавањето на тутунот. Од кои причини? Од причини тоа што немаа време да направат едукација, односно запознавање на производителите, па дури и на проценителите, дури и на представниците со новите мерила. Еве, например, што е сега ново? Ново е веќе немаме 4 класи, немаме 5 класи, немаме подкласи. Имаме 3 класи од прва до трета и една од втората категорија. Една фантастична класа која што го имаме во дополнителните тутуни. Јас се извинувам што сега од оваа тема почнеме и тоа е сега најактуелно баре према мене. Дополнителни тутуни кои што имаше фантастични тутуни кои што се поголеми од 20 сантима и се класираат во дополнителни групи, веќе ги нема. Има само една, втора, прва и тука се збираат сите тутуни кои што не се во четврта класа. Значи, се ствара една забуна кај производителите, бараме домашна манипулација што тие последни години неколку е изгубена. Сега ептен со мерилата веќе производители не знаат што е фактички прва класа, што е трета, што е втора прва. Така да, овие прашања ќе мора во тек на времето да се решават. Иста е проблем и за проценителите и за нас, за представниците во откупот на тутунопроизводителите. Иначе оваа година, вообичаено веќе овој дел Јака и нема прилеп. Меѓутоа, јакалијското подрачје Радовиш и Струмица учествуваат негде околу 8 до 10% од вкупното производство, што е веќе минорно за земено за 30.000 тона колку што има во државата. Струмица има вообичаена бројка која што беше и до 7.000 производители, сега дојде до 2.600 производители и оваа бројка рапидно се намалува од причини иселува и на младите, нема интерес за производство на тутун, ниски цени и така натаму, несигурност веќе и во откупо. Кај што очекувам и оваа година негде околу 1800 до максимум 2100 како регија да има производство на тутун. Изненадува тоа што колку што има прилика јас да видам, изненадува што очекувам да имаме далеку подобар квалитет, меѓутоа сме на просечен квалитет, иако имаме сушна година.
Се надевам дека откупните организации и оваа година ќе смогнат сили на време да го купат и да го платат тутунот. Во Струмица сега веќе 4, дали ја нема, 4 откупни организации, Сокотап и Алијанса, кои што се носители негде околу 80% од производството што се откупува тука. Тука е и Секе и од пола и ова година Мисеријан. Во откупни пунктови околу 16 ги има. Со таа динамика која што има, ако нешто не попрече времето или друго, сметам дека квалитетно до законскиот рок таму до март месец треба да се откупи 15 март. Така. Кажете ми колка беше лани просечната цена на тутунот и како сега со овие нови мерила би се движела? Дали би се зголемила, очекувањата се да се зголеми просечната цена? Ланската година не знам дали да биде репер, меѓутоа нека биде, него нешто се почне. Беше катастрофално 163 денара. Во однос на прекланската кај што имаме 200 и толку, 213, лани беше 163, 92, 164 денара, кој што цена е подкрепивна нели со стимулациите и пакето за ковид. Ова година јас мислам дека не смее цената да падне испод 200 денара. Не смее. Квалитетот е тој и залагањето на фирмите е тој да сметам дека треба да биде над 200 денара. Ако не друго баре да постигне поланската цена, биде и квалитетот е отприлика негде со бербата 19 година. 20 година за производителите беше катастрофа. Од кои причини? Од причини што наводно се јавија поголеми количини од произведениот тутун, од договорениот тутун и истиот се купи, да не зборуваме, катастрофално по 60-63 денара по килограм. И оваа година не знам дали ќе се случи иста состојба, од кои причини. Това не треба да се свата како критизерство, него е критика од причини што верувам дека се уште тутунопроизводителите до почетокот на откупот ги нема договорите на рака. На некој начин не знаат колку е заклучено договор, за колку декари, за колку килограма и така натаму. Ова е слабост која што се провлекува неколку години, апелираме да се ова надминеме и тоа се уште тапка на место, иако веќе поминаме на електронска обработка и на се. Така. Кажете ми, според вас, кој е моделот што може да го стимулира тутунопроизводството? Не само во Струмичко, претпоставувам намалување имаме на ниво на Македонија, па и големите тутунски центри. Па сега види, јас до полани има прилика да учествувам во сите комисии при изготвување на актите. Овие 2-3 години не сум учесник. Треба рапидно да се разговара и да се измени законот за тутун. Има одредби таму, сега да не ги анализирам и времето не дозволува и просторо, да се надмине ова, треба да се почне од законот за тутун, треба да се надмине состојбата со мерилата, да се разработи, да се види што му мањка на овој наш систем на тутунопроизводството, цените да се пратат према растот на другите производи. Иначе тутунот ден со ден ќе опаѓа и сметам дека баре во Струмичкиот и Радовишкиот район во догледно време ќе го снема. Како што го нема памук, како што нема свилена буба, како што нема многу други производи. Значи треба сериозно да се запрашаме сите чинители во оваа сфера на тутунопроизводството, за друго земјоделие и тоа не е розово, и тоа не сакам да разговарам. Во сферата на тутунот мора да се размисли комплетно од научните, образовните институции, Министерството, власта и ние како носители на таа политика. Финансискиот инструмент ИПАРД 3 веќе е подготвен и се чека зелено светло од Европската комисија за тој да стапи на сила. Има повеќе промени кои што се однесуваат во начинот на финансирање, овој пат и со авансно исплаќање на средства, некако до сега откако ќе заврши инвестицијата на проектот. Се очекува дека на почетокот или барем во првото тромесечие од 2022 година ќе можат да се објавуваат првите јавни повици за учество на проекти преку ИПАРД 3 програмата. Вредноста на ИПАРД 3 програмата е 97 милиони евра. Новата ИПАРД 3 програма предвидува 8 мерки, од кои 4 се веќе акредитирани, една е претходно програмирана, но не е акредитирана и 3 се целосно нови. Тука се мерките за инвестиции во агроекологија и органско производство, мерка за инвестиции наменети за локални акциски групи и мерка наменета за инвестиции во руралната јавна инфраструктура.
Во инвестициите за материјални средства на земјоделските стопанства подигнат е прагот на минимални инвестиции, тоа наместо досегашните 3000 евра. Минималната вредност на вкупно прифатливите трошоци на предложената инвестиција сега ќе биде 10.000 евра. Една од најавените промени е начинот за исплата на одобрените средства за одобрени проекти. Предлог програмата за ИПАР 3 предвидува авансна исплата на средства и тоа до 50% од сумата. Ако се конкурира со проект вреден 100.000 евра за мерка каде повратот на инвестицијата е 60%, апликантот преку авансното финансирање со склучување на ИПАР договорот ќе добие 50% од средствата или 30.000 евра. Промена има и во прагот до кој апликантите треба да достават технички предлог проект. Односно, до сега за инвестиции до 50.000 евра апликантите требаше да достават технички предлог проект, за инвестиции повисоки од 50.000 евра деловен план. Сега во ИПАР 3 тој праг ќе биде 80.000 евра. Конечната верзија на новата ИПАР 3 програма 2021-2027 година е испратена во Брисел. Се очекува процес на нејзино усвојување од страна на Европската комисија. Според информациите од надлежните за кои пишува Агротим, тоа треба да се случи на почетокот од следната година. Реални се очекувањата за имплементација на новата ИПАР 3 програма да започне во текот на 2022. Како што веќе знаете, во нашата емисија одвојуваме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. На почеток на денешниот прилог би сакал да ви информира дека од денешниот прилог па натаму снимањето ќе увршиме овдека во земјоделската аптека на Нанотим трговија, Дабиле. Благодарност до вработените што ни овозможија и ќе ни овозможат да понатаму можеме да извршуваме снимање на прилозиве. И би сакала да проговорам нешто за раноградарското производство, односно за семенски материјали. Знаеме дека раноградарското производство веќе е стартнато во овој југоисточниот дел на држава. Започна веќе и продажба, сење, некаде и поникнување, некаде и на стално место на рана зелка. На почеток би сакал да проговорам нешто за неколку сорти од бео, а тоа е за сортата ранини, тиара и за талис. Карактеристично за овие сорти кои што се на бео, а кои што се увозници и дистрибутери и застапници се Агроюником, се тоа што се спаѓат во групите на рани сорти на зелка, со тоа што ранини е најрана сорта на зелка, 55 дена од садење на стално место па до берба. За разлика од неа, тиарата е 60 дена, а додека пак талисот е 62 до 65 дена од настално место па до садење на па до берба на самата зелка. Сите овие сорти се карактеризираат со тоа што имаат убава форма, боја, доста се отпорни на пукање, со тоа што би сакал само да обрнам на внимание на талисот, кој што се карактеризира по тоа што талисот како сорта го заменува фараото, добро позната сорта на зелка, но има поголем кочан, што овозможува да листовите не лежат на земја, се оневозможува гниењето на листовите, кои што понатаму се префрлува на гниењето на главиците. Тука нема, значи многу подобрена сорта на зелка, на фараото. Сите позитивни карактеристики се земени од фараото, а рекоме има корекции само на негативните карактеристики што се јавува на фараото, а сега кај талисот не се наоѓа. Исто така, големина на зелката обично изнесе околу 3 кила главица, 65 дена, рековме, се карактеризира со тоа што е 65 дена оваа сорта од стално место до сечење. Покрај зелката сега исто е период кај што ќе се купува ран домат, па и средно рани, за средно рано производство. Би го истакнал раната сорта на домат Зерси од Китано. Карактеристично за оваа сорта е тоа што се карактеризира тоа што спаѓа во групата на сорти со тоа што има плодови се од 200 до 250 грама,
розева боја, отпорни на болести, пукање и нема шаренило, никакво шаренило по самите плодови. На крај би се ве подсетил само во врска со славолот, и тоа за биостимулаторов славол, кој што славолот се карактеризира по тоа што е природен биостимулатор и тоа хормон ауксин, може да се користи со заливање или со прскање. Овој славол во бело шише е помалку концентриран, па подобро е со заливање, додека славолот ВВЛ, што е во зелено шише, се карактеризира што е по-концентриран и каде што покрај заливање може и најчесто се фолиарно со самото прскање. Доза на употреба кај овој славол, значи славолот во белово шише, изнесува околу 70 мл во 10 литра вода, до 100, али 70 мл може во 10 литра вода, додека 30 мл е од славолот ВВЛ. Нормално може да се употреби во комбинација со сите препарати кои што се наменети за заштита и каде што стимулира одреден раст и развој на самите растенија. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко за денешната емисија. Значи, не ги заборајте да ве подсетам за раните сорти на зелка Ранини, Тиара и Талис и особено за раната сорта на Розев домат, а тоа е Зерси од Китано, увозник и дистрибутер, има и за нашава држава и каде што редовно во секоја земјоделска аптека може да се обезбеди. И за крај на ова наше дружење да погледнеме што интересно се случува надвор од Македонија поврзано со агросекторот, примена на современи земјоделски технологии.
Vibes in Paradise. Vibes in Paradise.
почитувани, тоа беше се во ова издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. До наредното издание следната недела, бидете во добро расположение. Пријатно!